Врнежите не донесоа надеж за земјоделците од истокот. Сезонава каналите за наводнување ќе останат речиси празни. Иако се очекуваше подобрување на хидролошката состојба, сепак водата во браната Калиманци и водостојот на реките во регионот се пониски од кога и да е. Очекувавме дека ќе се зголеми водостојот, меѓутоа за жал не се случи. Исто така и браната Калиманци, протокот во самата брана Калиманци е незначително зголемен од 2 кубика на рек кој си 2,9 кубика, кој што за овој период на годината е многу слаб. Се уште аларматна состојбата со наводнувањето, односно со самото сеење. Ова е аларм за земјоделците од регионот. Од една страна времето ги гази, од друга сеидбата на ориз е неизвестна. После 1 мај ќе се види до 15. Значи треба да заврши цифрата. После 15 не знам што и да биде, мислам ако се закасне, значи не е добро тоа. Значи оптималните услови се од 1 до 15. Сето што ќе закасне, мислам, значи ќе има проблем после есента. Во меѓувреме, во водостопанство Брегалница се кројат планови како да се искористи секоја капка вода. Кочанска река е фанам Бенто Лаката, Облешеска, и сега денеска се работи на Кочанска река, на Бенто во Теранци. Од Терански во Бентки се наводнува као Теранци, као Облешево. Во место викано Слатина, тоа е као Кочани, веќе и таму е до пола завршено со самото наводнување. За сега водата беше испуштена само од Оризарска река која е наменета за тамошните површини. Неголемиот дел од оризовите полиња вода ќе чекаат од Калиманци, но се поизвестно е дека за сите нема да има. Ова значи дека годинава ќе се сее одвој на 2500 хектари, а не е исклучена и можноста за дополнително намалување на површините.